Израел ја продолжува својата воена офанзива во Газа, додека напорите за обезбедување на прекин на огнот се соочуваат со камен насупнување. Катар, посредувајќи во име на Хамас, рече дека постои недостиг на јасност од двете страни во војната. Гледаме дека доаѓаат контрадикторни изјави од министрите во израелскиот кабинет. Не видовме изјави од ниту една страна кои даваат голема доверба во процесот. Израелските лидери ветија дека ќе продолжат со воените операции против Хамас додека групата не биде уништена и покрај предлогот за прекин на огнот што го изнесе председателот Џо Бајден. Во интервјуто Бајден се чинеше дека се согласува со наводите дека Бенјамин Нетањаху ја продолжува војната за да ја смири својата десничарска база. Но на прашањето дали израелскиот премиер игра политика, Бајден одговори не. Јас не мислам така. Тој се обидува сериозно да го реши проблемот што го има. Планот за прекин на огнот започнува со 6-неделна привремена пауза во борбите во замена за некои заложници кои ги држи Хамас и на крајот се движи кон траен прекин на непријателствата. Како гарант на Израел во разговорите за посредување, САД рекоа дека очекуваат пазарење од двете страни, но се уверени дека Израел ќе ја задржи својата страна од договорот. Очекуваме дека Израел ќе продолжат да го поддржуваат овој предлог бидејќи е нивен. И тоа е во нивен интерес. Тоа е и во интерес на Хамас. Тие велат дека сакаат војната да заврши. Ова е пат за да се стави крај на таа војна. Додека палестинците секојдневно се соочуваат со уништување и смрт во Газа, малкумина го делат оптимизмот на администрацијата, вклучувајќи го и поранешниот американски преговарач за Блискиот Исток. Моето предвидување е дека дури ако двете страни го прифатат ова, што е далеко од сигурно со оглед на политиката, особено во Израел, ако имате среќа, ќе ја поминете првата фаза. Бајден ја собра поддршката од меѓународната заедница, вклучително и преку резолуцијата на Советот за безбедност на Обединетите нации за поддршка на предлогот за прекин на огнот. Резолуцијата на САД не го вклучува барањето Израел да ги запри своите операции во Рафа, дел од друга резолуција на Советот за безбедност што ја турка Алжир. Огромното мнозинство од членовите на Советот за безбедност би сакале операцијата во Рафа да запре сега. Но ако САД може да ги убедат другите членови на Советот дека нивниот предлог е веродостоен пат кон прекин на огнот, вклучително и прекин на огнот во Рафа, тогаш мислам дека другите членови на Советот ќе направат компромис. Но додека цивилните жртви продолжуваат да се зголемуваат, изгледите за договор за прекин на огнот барем засега изгледаат слаби.